Од децата сега се префрли на родителите, наместо да добие отказ или да им се извини на учениците, контроверзната наставничка по математика од Љубен Лапе. Вчера им се заканувала и на родителите. Неофицијално таа повикала и полиција, откако децата со поддршка на своите родители го бојкотираа незиниот час. Дали полицијата навистина интервенирала, за сега не се знае. Државниот просветен инспекторат денеска почна да врши увид во работењето на наставничката Анита Костовска поради недолично однесување, кое родителите тврдат дека трае цели 7 години. Проблемот со наставничката е и причина што вчера директорката си поднесе оставка и сега решението ќе треба да го бара новиот ВД директор поставен од општината Аеродром. Поранешната директорка Маријана Панчевска и денеска се правда. Премногу енергија вложила во решавање на овој проблем. Поднесов оставка од лични причини. Премногу енергија вложи во решавањето на овој проблем и на крај сепак не успев да го решам. Сепак сметам дека бојкотот на наставата не е соодветен начин да се решаваат проблемите, местото на учениците и ми е на час. Го контактиравме и министерот за образование Јетон Шакири. Дали наставничката ќе биде разрешена и дали ќе превземат мерки за вакви случаи да не се повторуваат, но не добивме одговор. Родителите вчера јавно прозбореа за долгогодишниот проблем. Наставничката психофизички ги малтретирала учениците, ги навредувала и не им дозволувала да излезат од училницата, дури и ако имале физиолошки потреби. Многу пати барале од поранешната директорка, но и од другите институции да се реши проблемот, но попусто. Вчера во оваа битка која е заглавена во институционалните лавиринти, се вклучи и општина Аеродром. А градоначалникот Тимчо Муцунски уверуваше дека ќе направи се што е во нивна надлежност да се реши проблемот.